Она кое што го пишува во 2 Тимотеј, во 1 глава 6 и 7 стих, вели: поради тоа ти напомнувам да ја распалуваш Божјата дарба која ја имаш во себе преку полагањето на моите раце, му вели апостолот Павле на Тимотеј. Зашто Бог не ни даде дух на страв, туку дух на сила, љубов и разврност, вели овој превод. Значи Бог не ни даде дух на страв, ги имаме сите работи кои што ни се неопходни за да бидеме сензитивни на духот, и затоа најдобрата работа е да се молиме на непознати јазици во духот и да действуваме. Многумина кои што се крстени во Светиот Дух и зборуваат на различни непознати јазици, не прават разлика зошто им е даден тој дар. Во 6 стих вели да ја распалуваш Божјата дарба. Значи на англиски е stir up или fare into flame, што значи да се меша на оган. Некои луѓе мислат дека тоа се однесува на Светиот Дух, не разбираат дека стихот пишува дарот, значи дарба. Не може Светиот Дух на оган да се меша, не звучи правилно. И кога станува збор за дарот на личноста на Светиот Дух, секогаш се користи грчкиот збор дорија. Например, покајте се и крстете се и ќе го добиете дарот дорија, дарот на Светиот Дух. Таму се користи зборот дорија. Но дарот на зборување на јазици е харизма, значи зборувам за дар како збор, е харизма од Светиот Дух, значи тој дар доаѓа преку Светиот Дух, и токму затоа таа разлика е во стихот на 2 Тимотеј 1:6 е зборот дар напишан како харизма. Значи зборувањето на непознати јазици е еден од 9 дарови на Светиот Дух, но само тој е единствен дар кој може да се активира по ваша лична желба и волја. Доколку бидете верни спрема дарот на зборување на непознати јазици, сите останати дарови само ќе се надоврзуваат на овој дар, како дарот на исцелување, дарот на знаење, дарот на пророкување и останатите дарови. Ако вие не сте верни на она што ви е дадено, после како ќе бидете верни и на повеќе ако ви се даде. И затоа е важно кога вие зборувате на јазици да се препуштите и да бидете редовни во сето тоа, а тоа ви овозможува многу повеќе од колку што можете да си предпоставите. 7 стих се надоврзува на 6. Бог не ни даде дух на страв. Зошто тоа е така? Бидејќи стравот предизвикува стрес. Стресот носи секакви проблеми во телото, во умот, во животот, но Бог ни даде 3 нешта за да го победиме стравот, и ќе ги спомнам: сила, љубов и себевладење. Овие 3 се ослободуваат од вас, од тебе, како 3 реки кога ти се молиш на непознати јазици. Едната река е дунамис или сила, другата река е љубов и третата река е себевладење. Силата или дунамис доаѓа како динамитна сила. Љубовта пак надвладејува кога, например, додека се возиш, излегува нешто пред тебе, те стресира, не пцуеш, не реагираш агресивно, туку реагираш со мир, односно со присебност, дури и со љубов и водство. Верувам дека ќе имаш Светиот Дух да се молиш на јазици во таков момент. Меѓутоа, она што ти е гнев, она што внатре е револт, во тој момент, ако се молиш на јазици, тоа излегува од тебе, се чисти од тебе и надоаѓа љубовта Божја во твоето срце. Значи, сила или дунамис, потоа љубов, и третиот збор беше себевладење, кој што доаѓа од грчкиот збор софронисмос. Софро значи да го зачуваш, нисмос, односно умот. Да го зачуваш твојот ум, а на нашите умови им треба и заштита, односно и спасение, и кога се молиме на јазици, не се променува само нашиот ум, туку и нашето срце. Значи, вие сте го примиле Светиот Дух и затоа треба да се молите на јазици се почесто, без разлика на тоа каде и да сте, само треба да се препуштите да зборувате, и кога се молите на јазици, вие треба да знаете дека без разлика во ситуацијата во која што сте, ќе започне низ вас да се ослободува и сила, и љубов, и себевладење. Тоа е многу голем благослов, затоа што во тој момент, ако се соочувате со стрес или со слабост, имате Божја сила. Ако се соочувате со гнев или револт или одредени ситуации или омраза, љубовта надоаѓа и го чисти тоа од вас. Ако се соочувате со излегување од контрола, во безумие и слично, Господ дава себевладење, односно овозможува или да се стабилизирате и да бидете присебни. Затоа е многу важно да сте свесни да се молите на непознати јазици во секој момент, без разлика што почнувате по кратко време запирате. Ако секој ден правите малку по малку и се повеќе и повеќе се препуштате, можете да си работите и други работи додека се молите на непознати јазици, вие се повеќе сте отворени, сензитивни на Светиот Дух, но и отворени за соработка и процесот на преобразба кој што Светиот Дух го изразува во вас, се повеќе ќе се манифестира, односно ќе го искусувате и ќе се радувате за сето тоа. Освен тоа, како што спомнав, останатите дарби кои што доаѓаат од Светиот Дух се надоврзуваат на овој дар и вие веќе сте отворени да бидете употребени како што Господ сака со даден дар во дадената ситуација.